Да разгледаме наредни прашања. 27. Во квадратот ABCD темето А се пресликува во темето D. При транслација треба да запишеме за кој вектор на транслација. Еве го квадратот. Темето А да се преслика во темето D, тоа е можно за вектор на транслација AD или BC. Се едно, тие двата вектори се еднакви. AD. 28. Даден е подредениот пар. Прва компонента А, втора компонента сликата на точката А при транслација за вектора на транслација А. За кој вектор е извршена зададената транслација? Прва компонента А, втора компонента А1. Значи векторната транслација е АА1. 29. Отсечката АБ со должина 4 см при транслација за вектор на транслација М со интензитет 4 см се пресликува во отсечка А1, Б1 со должина. Секоја фигура се пресликува во складна на неа фигура при транслација. Што ме складна, и таа ќе има должина 4 см. 30. Колку транслации се определени со еден вектор? Со еден вектор може да бидат определена само една транслација. 31. При секоја транслација отсечката се пресликува во, работејќи го 29-тото прашање, спомнавме дека се пресликува во складна на неа отсечка. Ги разгледавме и предвидените прашања. Јас благодарам.